20 работници од штипската текстилна компанија Long Fashion се во сива социјална зона и за својот работен статус не знаат ништо. Вчера им заврши принудниот одмор во траење од 3 месеци, но денес немаше кој да ја објасни каков е нивниот работен статус. Дел од нив вчера се обиделе да добијат одговор на за нив клучното екзистенцијално прашање, но во просториите каде пред известно време работеле, им било речено дека дошле на погрешна адреса. Ние сме до 7 до 8 фактички до вчера ни завршува принудниот одмор од 3 месеци. Вчера се појавуваме на работа. Како што е законски. Доаѓаме на работа, влегуваме во канцеларија, кажани дека седиштето на фирмата не е тука. Тоа била изјавата од пред тоа на директорот, што ни беше од претходната фирма. Напуштите канцеларијата. Побарете го управителот да дојде да ни каже што со нас. Значи он треба да ни понуде работа у старата фирма, да ни обезбеде работа у Алконтекст. Никаде го нема. Не се појавува, втор ден сме тука. И каков ми е статусот на мене, например, од вчера? Дали сам напудена, дали се водам у некоја фирма или отказ нека ме следува? Освен на лице место, голем број од нив било каква информација за својот статус барале и по телефон и други начини, но сите од нив задолжително бегале. Од раководството, односно нити управителот се појавил, значи жените тука се веќе неколку часа и денеска штопат и уредно повикавме инспекторски надзор за да се направи записник дека жените сепак се појавиле во истекот од 3 месеци, но од раководството нема ни трага ни глас. 3-месечната неизвестност и денешното игнорирање за работниците беше болно соочување со нивната нова реалност. Како јас си знам банката секој да ми звоне за кредитите. И камати се 3 месеци. Јас имам 6.000. Мажом има 9.000. Со која плата негова здојна плата сум дома. Не може. И што да направиме? Јас се разболе, болна сум, веќе не можам да издржам. На 27 септември пунам 62, треба да одам у пензија. Многу тешко. Тешкото, претешко. Имам и кредити, без плата, со една плата, сега мажо ми моментално што зима плата и со 3 дечиња. Многу тешко. Значи цело семејство сме и психички и физички и више не знам како да кажам, ни живци и нерви немаме за ово што се случува. Инаку, на лице место денес заедно со работниците беа и одгласен текстилец, кој во случајов е столбот на нивната надеж и поддршка. Втор ден се тука, значи мора да има записник за да не се случи отказ поради кршење на ред и дисциплина, бидејќи тоа не е случај, видовте и вие. Цела јавност нека види. Дополнително овде е проблем што од април месец ние освен од трудов инспекторат немаме одговор. Значи нема пријавено во која институција. Прашање до основно јавно обвинителство. Зошто не се покренува постапка? На повик на работниците во кругот на фабриката каде тие од неодамна работеа, присутен беше и трудов инспектор, кој ги идентификуваше присутните работници и вршеше увид на добиените решенија. За подсетување, компанијата Long Fashion пред точно 3 месеци решенија за принуден одмор достави на 120 работници и дека работата нема за работниците да оди на добро се знаеше уште од почетокот. Поради ова, од нив беше организиран неколкудневен мирен протест на местото каде се собраа и денес. Но случајот практично се заборави, бидејќи голем дел од работниците беа принудени да бараат нова адреса за екзистенција.